Здраво, ова е 414-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар The Christophers од Стивен Содерберг, во кој станува збор за децата на некојаш познатиот ликовен уметник Џулијан Склар, глумен од Иан Маккелен, кој ја ангажира сликарката Лори Батлер, глумен од Микаела Коел, да биде фалсификатор, односно да заврши некои недовршени, одамна напуштени платна на авторот, за да добијат наследство кога тој ќе почине и се збогатат со нивното препродавање, бидејќи би добиле на вредност кога би биле комплетирани. Содерберг се одлучил да реализира мал, камерен филм со голема приказна за артистичките побуди на уметниците кои од засебни оправдувања немаат подигнато четката, потопено во боја и понесено да танцува на платното. Оправдувањето на Лори се наговестува низ неколку вербализирани прикази, символизирајќи го случувањето кое ја черечи однатре и посрамоти однадвор пред целата уметничка јавност, додека пак анахрониот сликар кој, иако го има приматот и престижот на неговото име и презиме, во уметничките води, успехот го темели исклучиво на стара слава, затоа што, како и самиот поразително ќе напомене дека децении поминале од како има создадено уметничко дело за вретнување. Неговата надменост е непробијна бариера, која ја има подигнато околу себе во својот британски замок, дистанцирајќи се од изложбените салони и држајќи ги на дистанца и луѓето од својот дом, додека Хермитот заработува исклучиво на неговите видеа со посвети, експлоатирајќи го собственото име и подпис. Некој мора и тоа да го прави, зашто па не да биде тоа самиот пензиониран сликар на камео. Евидентна станува борбата на суети меѓу сликарите, затоа што Лори се обидува да го пробие оклопот и најпрвен зачекорува во забранетиот простор на неговиот дом, а потоа и му ги соопштува тајните цели, поради кои е најмена да биде негова помошничка, што секако дека би било толкувано од страна на Џулијан како предавство, односно ранетост на неговото его. Децата кои ги има може да ги третираме како единствен ентитет кој ги интересира само едно нешто, колку може да заработат од неговото наследство. Ако огорчениот сликар се однесува на овој начин со Лори, се поставува прашањето каков родител бил воопшто со неговите деца за единствените животни цели да им бидат капитализирањето од неговата смрт. Прашање на кои не ни дава Содерберг многу одговори, бидејќи нема предложки кои би послужиле за Џулијан таткото, туку имаме само наговестување за фамозниот серијал на недовршени слики Кристоферите, за кои е најмена Лори, кои кријат потенцијално богатство, слики кои самиот Џулијан напразно драматизира дека ќе ги уништил, иако сите сме свесни дека уметничкото дело, за кое артистот има пресечено дел од себе, не е толку лесно да се одвои од него. Тука Содерберг ни сликарските маки големи прави сурогат за значењето на уметничкото дело денес и дава коментар артистите со него, тежината на нивниот подпис, кое може да се рефлектира и на останатите уметнички гранки, често потенцирајќи ја синапсата меѓу замислата и остварувањето, како и потребата на артистот комплетно да го посвети неговиот живот на создавањето на творбата, по цена која ќе ја плати со неговиот спокој. Лори, иако поаѓа од реваншистичката побуда за стекнувањето на средствата од фалсификуваните дела, со помош на соочувањето со Џулијан го согледува ранетиот артист кој му е оневозможено да слика, претворајќи се само во празна челост на човек што е испишан во учебниците, кој го идолизирала и ја мотивирал да почне да се занимава со сликарство, но средбата со идолот секако дека ќе ја разочара, затоа што тие идеали се само нејзина проекција, додека не осознае дека има под нив кожа, коски, месо и крв што тече во вените, како и секој друг. Кога ќе се очовечи идолизираниот артист со сите негови мани, не само со воспеаните доблести и артистички достигнувања со исклучителност, тука може да настане или негова негација од родената аверзија, или ќе биде дотолку поприфатен како повеќе слојно битие. На сликарите, Содерберг го користи да зададе уште неколку движења со четката за да исцрта нов слој на карактерни особености на двата лика, извадени од удобноста на личните затвори, и треба да најдат самотниците начин да соработуваат. Од одмаздолюбие, соочувањето со арогантниот водител на реалити шоуто станува терапевски процес за Лори.
Фалсификатот и автентификацијата е засебен проблем кој се појавува во ликовната уметност, околу кој има многу дебати и во ера во која плагиаторството на вештачката интелигенција се наметнува како мрзелив начин за експедитивно комплетирање на творби за уметнички цели, кои ќе го поштедат уметникот да крвари за своето дело, да помине низ макотрпниот процес и излезе како променета и надоградена личност и артист. Така и тука се напоменува концептот на фалсификатот како средство за емулирање на туѓ стил, да се присвојат боите и четките, но не и преживеаното себе измачување и себе одрекување низ кој што поминал артистот, што ќе резултира со абоминацијата која не е уметност, туку сама по себе ништо не вреди кога е купено од милионер кој само сака да се фали со неговиот посет без да ја цени и препознае нејзината големина. Содерберг може да се пофали со значителен број на филмски остварувања во годината затоа што донесува одлуки од прагматични побуди, како и во случајот на овој филм во кој се проследува една интимистичка приказна на грст ликови во една куќа, олеснувајќи си го и самиот процес на продуцирање на филмот, а при тоа задржувајќи ги основните драматуршки елементи и двигатели на дејствието кои се потребни за градење на ликовите и развивање на нивниот заемен однос. Не смее да се занемари и нишката на мотивација за создавањето на недовршениот серијал на Слики Кристофери, нераскинлива врска меѓу артистот и предметот на серијалот. Епилогот е лична конклузија од чинителите и иако се темели на нивната предвидливост, е во духот на поврзувањето на ликовите на јазикот кој само тие го разбираат преку сликарството. Иан Маккелен со својата екстравагантна нагласена изведба докажува зошто е заслужена неговата титула на сер, кој вади секакви екстреми на неговиот лик на површина, а негов контрапункт е Михаела, која има потполно резигнирана изведба, која често и само немо погледнува и молчеливо дејствува. Темата на фалсификување на уметнички дела беше предмет и на The Forger од 2014 со Траволта и Пламер, или ако се враќаме наназад во 90-тите, ќе дојдеме до трилерот Инкогнито, а додека зачекориме во фалсификатот во книжевните води, тоа ќе оспомнам Can You Ever Forgive Me од 2018 година, така што има слични премиси на лажирање на уметничко дело со други жанровски конвенции, отколку употребата на дози на црна комедија во оваа драмулетка, како на пример, која во секој момент може да прерасне во трилер, но само свесно одбива да го направи тој чин. The Mill and the Cross, Mr. Turner, The Danish Girl, Andrej Rublev, бројни биопик филмови имаме и за Пикасо, Дали, Полок, Баскијат, Ван Гог, Караваджо, но моето ликовно фавориче од последните години ќе биде Portrait of a Lady on Fire. Неодамна ви говорев за крадецот на уметнички слики во The Mastermind, а многу години порано за проблематичната поврзаност меѓу Господарот и Чиракот во кој PTA го реализираше во Phantom Thread. Суптилните музички интервенции во остварувањето се на композиторот Дейвид Холмс, кој, да бидеме реални, не може да протне оркестрации за акционите секвенции на Killing Eve и Ocean's 11 и туку прави милозвучен сонлив синтесайзер и електронски бит кој ќе се најде во транзиционите сцени или кога сликарите молчат, сликаат или уништуваат слики, додека пак диалозите остануваат суви, оставајќи простор на актерите да го докажат занаетот и исклучиво со него да ги освојат гледачите. Содерберг комплетно го запоседнува филмот зад камерите, при што е потписник и на монтажата и на фотографијата, меѓутоа користејќи ги своите алијаси за таа намена, Питер Ендрус и Мериен Барнард, каде тој ја сече и лепи интеракцијата меѓу сликарите и го диктира темпото на нивниот танц за обезбедување на доминацијата во ателјето, дозволувајќи да преовлада тишината кога Лори е сама, додека пак како кинематографер го наметнува неговото сега веќе препознатливо клиничко синило на колор палетата со која се користи низ годините Стивен, но исто така и ваја со помош на сноповите на светлината кои срамежливо продираат во затрупаниот дом на Џулијан. За американскиот режисер Стивен Содерберг, звездата на американскиот филм од 90-тите години, ви говоре во првата сезона на Видеологија, во која одвоив место за неговиот филм Unsane. Од тогаш до ден денес сними 10 филма за овие 8 години, од кои сите ги изгледав и ниту еден не сметав дека заслужува да биде дел од епизода од Видеологија, затоа што не ги поседува квалитетите кои неговите дела од почетокот на кариерата ги имаа, на пример.
Може би Презенс беше најблиску до своја епизода, но не се случи тоа, го рецензирав во Дансе Макабре, поради исчекорот во конвенциите на хорожанот. На само наметнувачкото прашање зошто Содерберг не беше поканет во видеологија со ниту еден од неговите последни 10 филмови, туку со The Christophers одговорот е едноставен и се однесува на невпечатливоста и на идеите и нивната реализација на тие филмови, како што беа кошаркарскиот мамблкор High Flying Bird и крими квази комедијата The Landromat од 2019-та, во пандемијата се дружеше со Мерил Стрип во драмедијата Let Them All Talk, во криминалистичките води неуспешно пливаше со неговите славни актери во No Sudden Move и Kimi. Супер што си имаше и киноблокбастер со Magic Mike's Last Dance во 2023, кога исто така сработи две серии Full Circle и Command Z, заминатата година да гледаме низ очите на духот во Presence или пак да подлегнеме на неинтригантниот и редундантен шпионски крими трилер Black Bag, за да дојдеме до единствениот филм со душа од набројаните за кои ви говорам денес. А исто така оваа година ќе го добиеме и Џон Ленон The Last Interview, кој, како што сугерира насловот, е документарен филм за последното интервју на пејачот на Beatles. Без разлика колку ги почитувам темелите на неговата кариера, во последната деценија не успеа да ме фасцинира со ниту едно остварување, бидејќи заборави да навлезе подлабоко во неговите ликови и разглоби интимните јадови, наместо да спакува допадлива филмска реклама. Затоа годините беше во филмското чистилиште, наместо да биде дел од видеологија. Така што добре дојде назад Чишко Содерберг. Во неговиот најнов филм Асенсо ќе му глуми Вагнер Моура, толку само знам да ви кажем околу него, можеби пак ќе биде некаков кримиќ во прашање, не знам за тоа, ќе видиме. Доколку ги лимитирате очекувањата дека нема погледнете бомбастичен шпионски трилер од асортиманот на Содерберг, туку мала интимна приказна од светот на ликовната уметност, тогаш можеби и ќе ги препознаете вредностите кои ги носат двата главни лика во оваа театарска представа која се одвива во домот, односно саркофагот на сликарот. Сценариото е тенко, ригидно на ликови и на прв поглед залажува дека е наменето за краток, а не за долг филм, бидејќи многу лесно може да нема доволно суштина, па непотребно да се растегнува сингуларната идеја, но со односот на ликовите му ја даваат тежината и убавината. Филмот имаше својата премиера на Интернационалниот фестивал во Торонто и потоа играше на неколку американски фестивалчиња пред да биде дистрибуиран од Неон во големите киносали, каде и не им направи некаков си приход, но судбината ќе ја има да биде погребан на стриминг платформите и изеден од заборавот низ годините, додека некој во иднина не го ископа и открие како скриен скапоцен камен на филм со душа од хиперпродуктивните 20 години од милјето на Содерберг и ќе се запамети како таков. Камерен филм за интимниот сооднос меѓу сликари, кои секој на свој начин се оневозможени во создавањето на нови уметнички творби, но со меѓусебното соочување се враќа способноста за пренесување на емоциите на платно со помош на колоритот на нивните ранети души. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Christophers од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 414-тото издание на дигиталната архива видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и поснатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!